Во 59-та епизода на Шорткат ќе гледате лажни закани за бомби во средните училишта во Скопје. Наша тема – како младите можат да се вклучат во екоактивизмот во земјава. Објавени се конкурсите за доделување на ученички стипендии. Здраво на сите, јас сум Гоше, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас. Во последниот период, средношколците од Скопје, а и нивните родители се соочуваат со вознемирувачки настани. Повеќе денови поред имаше лажни пријави за поставени експлозивни направи во десетина средни училишта. Содржината на пораките испратена до училиштата беше исклучително вознемирувачка. Учениците беа веднаш евакуирани, а антитерористичките полициски служби вршеа проверки. При секоја од овие проверки се утврди дека дојавите за бомби се лажни. Според министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, испраќачот на пораките е лоциран надвор од државата. Како што најави, сите капацитети на безбедносните служби работат на безбедноста на учениците. Реагира од Сојузот на средношколци, од каде што изразија загриженост. Од таму апелираат да се зголеми безбедноста во средните училишта и повика учениците да бидат смирени. А сега преминуваме на подобри вести. Министерството за образование и наука информираше дека ги објави конкурсите за средношколски стипендии за учебната 2022-2023 година. Во секој од конкурсите се наведени условите, критериумите, потребните документи и роковите за аплицирање. Аплицирањето за стипендија е преку порталот euslugi.mon.gov.mk. Учениците кои немаат можност да аплицираат електронски, пополнуваат хартиена пријава и ја доставуваат потребната документација во Министерството за образование и наука директно или по пошта, а аплицирањето трае до 13 ноември. Темата за која ќе зборуваме денеска е младинскиот екоактивизам и начините на кои младите можат да се вклучат во креирањето на решенија за одржливо и зелено општество и како да учествуваат во донесувањето на одлуки кои се важни за нивната иднина. Опстанокот на Балканскиот рис, заштитата на природното и културното богатство на Охрид, борбата за чист воздух, климатските промени, енергетската транзиција, биодиверзитетот, отпадот, циркуларната економија. Листата на еколошки предизвици со кои се соочува нашата држава е долга, а заедничко за сите нив е што многу од решенијата се креирани од млади еколошки активисти и организации. Една од нив е Јана Чоловик-Лешовска, извршна директорка на Екосвест и добитничка на наградата Голдман за достигнување во заштитата на животната средина. Мислам дека за жал во општеството ни владе една апатија и едно чувство дека не многу може да се промени, особено не индивидуалецот може да промени многу. Јас работам да ги скршам тие сваќања, затоа што сметам дека мислата и идејата може да потекне од еден човек, но околу таа идеја да се здружат многу чинители, не само и од една организација, туку и од многу организации и институции за да се постигне некаква цел. И тоа е нешто што го кажувам секогаш на младите, за разлика од системите, да кажам, на Запад, каде што многу се супер средено и функционира, кај нас системот не функционира толку добро, но дотолку дава простор ние да си го најдеме местото во тој систем и да бидеме некоја карика која недостасува во тој систем. Па така движењето на активистите, значи активистичко движење, граѓанско движење е нешто што може да планини да поместува во држава како Македонија, при тоа да си надвор од системот и да ги правиш промените. Мислам дека нема поголема награда од тоа за некој индивидуалец кој сака да направи некаков импакт во своето општество. Ана е активист од тинејџерските години, кога се поврзала со природата и разбрала дека сака да заштити нешто што нема свој глас и не може да се одбрани. А тоа се чистата вода, воздух, дивиот свет, во кој сите уживаме, но ретко кој се залага да ги заштити. Ние креираме свесни млади луѓе кои утре се свесни и одговорни граѓани, а мислам дека во општеството нас не недостасуваат свесни и одговорни граѓани. Мислам дека ако успееме да изградиме младина која е свесна и одговорна, ќе имаме многу поздраво општество во иднина. Горјан Јовановски е активист и креатор на апликацијата Мој воздух, која ја разбуди свеста кај граѓаните за состојбите со загадувањето на воздухот.
Како млад човек смета дека младите не смеат да бидат неми наблюдувачи на состојбите, туку да ги земат работите во свој раце и да се вложат себе си да изградат подобра животна средина. Многу често знае некој да каже дека младите се иднината, државата. Јас контрирам на тоа, младите се сегашност. Што забораваме дека и ние, каде што јас дури се дефинирам како млад, живеам сега, во оваа животна средина, во ова обкружување. И доколку јас не вложувам напор сега да се борам против загадувањето на животната средина, против уништувањето, ниту јас ќе имам убава иднина понатаму, но и ќе немам ни убава сегашност. Ќе треба секој зимо да живеам во загаден град, ќе треба секој лето да умирам на горештините бидејќи нема доволно зелено да намали температурата. Мојот живот сега, во овој момент веќе чувствува промени од климатските промени и од незаштитувањето на животната средина. И затоа е круцијално секој млад човек да се активира, бидејќи веќе ни влијае ова на нашиот живот. Горјан вели дека најголемото влијание врз него да се грижи за животната средина го направиле професорите за време на школувањето во Соединетите Американски држави. Не смееме да заборавиме дека образовниот систем и под образовен систем подразбирам и родителите, подразбирам и наставниците во основните средните училишта. Доколку од двете страни им се покаже на децата важноста за животната средина и тоа да не биде ден на дрво и еве денеска ќе губиме часови за да садиме дрво и да завршиме работа со таа тема, туку да биде континуирано вградено во образованието. Зошто е круцијално? Како е децата да помагаат во акции околу чистење на ѓубрето, да помагаат во засадување, пошумување, да се инволвираат директно, тогаш ќе имаме многу нови генерации кои што имаат огромна еколошка свест и со тоа ќе имаме многу големи придобивки и ние како активисти за наши соборници, но и мислам општо секој граѓанин тука. Еколошкиот активизам не е само критикување, без при тоа да се даде решение за некој проблем и со тоа да се влијае за позелено и подобро утре. Мила Јовановска од Go Green вели дека организацијата активно работи со младата популација на едукација за климатските промени и на креирање одржливи општини. Велат обично младите ја живеат иднината за кој што некој друг претходно им ја одлучил. Значи, што порано нив ги вклучиме во запознавање на процесите, како се случуваат на локално, па и на национално, па и на светско ниво, толку по рано ќе ги спремиме всушност за тие да влезат во тие процеси, за тие да ги спознаат и практично и конструктивно да допринесат и да го дадат својот глас, своето мислење. Во нашата земја младинското учество не е толку застапено. Нели знаеме, локалните младински совети се во некои 12% од општините отворени. Преку тие младински совети, преку зајакнување на младите на локално ниво, всушност ќе биде слушнат и гласот на младите во општините. Таа информира дека Go Green за сите заинтересирани млади ќе организира курсеви за климатски промени и еколошки активизам, како и многу локални активности и настани, герила акции и кампањи на социјалните медиуми. Со отворање на интерактивната изложба What the Future Wants во јавна соба во Скопје беше означен почетокот на иницијативата Продзирниот човек, која ја спроведува Гет Институтот Скопје во соработка со Фондацијата Метаморфозис. Иницијативата има за цел промовирање на медиумските и информативните вештини на помладата генерација и нивната околина. Изложбата преку јазик и дизајн соодветен за млади ја отсликува нивната реалност и ги мотивира младите интерактивно да се осврнат на темите како сајбер насилство, идеали за убавина, лажни информации и онлайн зависност. Во продолжение на иницијативата Продзирниот човек ќе се одржат низа настани и активности за млади и наставен кадар, работилници, разговори со експерти, анонимни советувања од страна на специјалисти и надпревари. Американскиот милиардер Илон Маск објави видео на кое се гледа како влегува во седиштето на Твитер, носејќи миелник во рацете. Овој потек на Маск следеше пред конечната одлука за купување на социјалната мрежа Твитер за 44 милиарди американски долари. Птицата е ослободена, напиша тој на Твитер откако ја презеде платформата. Веднаш потоа Маск доби коментар од Европскиот комесар за внатрешен пазар Тиери Бретон, кој му напиша во Европа птицата ќе лета според правилата на Европската унија. А сега се префрламе на убави вести од геймингот и огромниот успех на Мартин Саздов Сакса. Познатиот геймер од Свети Николе и неговиот тим Tundra Esports стана светски прваци на надпреварот The International 11 во играта Dota 2, која е една од најпопуларните игри во еспортот.
Победата на овој турнир на тимот на Сакса му донеси и награда од над 8 милиони американски долари, а што е најважно, победата на светското првенство во Dota 2 е уште едно врвно достигнување во еспортот кој што македонските геймери го постигнаа изминативе години. Кога сме кај геймингот, наша нова препорака е најновата DC игра за Бетмен и неговото минато во Gotham Knights. Иако играта излезе неодамна, како што и беше најавено, изгледа дека ги надминува очекувањата и во приказната, и во акцијата, а и во геймплејот. Во играта станува збор за борбата помеѓу Бетмен и Раз ал Гул и смртта на Бетмен, за која се знае дека е почеток на воведот во приказната од играта. Така споредните јунаци настапуваат на сцена како главни. Она што малкумина го знаат или забораваат е дека Бетмен е трениран како вистински нинџа од Лигата на сенките и Раз ал Гул за борешки вештини и борба од сенка. Има и добар цитат од ликот на Бетмен. Јас не сум како тебе, не се плашам да умрам. Пред себе си ја задржал човечноста. Прогласени се победниците на годинешниот конкурс за краток хорор расказ кој што новинската агенција MetaMK го организира трета година поред по повод Халоуин. На годинашниот конкурс пристигна вкупно 35 трудови, од кои согласно правилата наградени се 3 раскази. Првото место го освои расказот Мама на авторот под псевдоним Баже. Втората награда ја освои расказот Поп на авторката Марија Трпковска, додека трето награден е расказот Лов на авторот под псевдоним Немо. Годинава конкурсот го организиравме во соработка со книжевниот центар Антолог. Наградените автори добија воучери за книги од Антолог, кои ќе можат да ги искористат за да ја збогатат својата домашна библиотека со некои од возбудливите наслови во издаваштво на овој книжевен центар. Сите победнички раскази се објавени на сајтот на MetaMK, како и на нашите социјални мрежи. Прочитајте ги и секако следете не на Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. Отворени сме за сите ваши предлози или коментари. Овде е крајот и на оваа епизода на Шорткат. Ви благодарам што останавте со нас до крај. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!